Оваа втора интерпелација на министерот Димитров е можност да видиме со какви аргументи располагаме по однос на неговата работа и секако да видиме дали има промена на реториката од првата интерпелација во контекст на оваа втора интерпелација. И тоа е добра прилика, одлична прилика за граѓаните да видат дали сме излегле од рововите на квази-патриотизмот, дали сме ги согледале перспективите за Република Македонија по договорот од Преспа и ратификацијата во двата парламента и да се обидеме да најдеме константа која што ги води политичарите и министрите за надворешни работи изминативе години, а во овој контекст министерот за надворешни работи господинот Никола Димитров. И јас ќе зборам за таа константа и за улогата на министерот за надворешни работи во градењето на меѓународниот кредибилитет на нашата меѓународна политика во сферата на меѓународните односи и секако евроатлантските перспективи за Македонија и имиджот за Република Македонија. Прв пат имам прилика јавно да зборувам за личноста и делото на министерот за надворешни работи Никола Димитров, иако во многу настани и во многу ситуации сме се разминувале, а сме имале иста реторика за многу важни прашања кои што за денеска се покажаа дека се суштински за иднината и перспективата на нашата Македонија. Тој можете да го наречете како сакате, да му залепите секакви епитети, меѓутоа едно нешто не може да му го оспорите, а тоа е неговата константа, а тоа е Република Македонија. Не можете да му оспорите дека во изминативе години, од 96-та наваму, преку извршување на функцијата заменик министер за надворешни работи, представувањето на Република Македонија на амбасадорските функции кои што ги имал во Холандија и во Соединетите Американски држави, представувањето во Хаг, овластен преговарач во спорот со Република Грција под покровителство на Обединетите нации, советник за национална безбедност и меѓународни односи за човековите права на покојниот председател Борис Трајковски, е нешто што говори дека овој министер за надворешни работи во изминативе години, во периодот на самостојна Македонија, има една единствена константа, а тоа е интересот на Република Македонија, а не интересот на партијата и интересот на личностите. И затоа мислам дека Република Македонија ќе има прилика да го запише во историјата како еден од ретките министри за надворешни работи што имал визионерство, храброст и знаење да затвори еден ваков децениски спор, што значи перспектива за Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, младите генерации и секако за окружување на неговата мисија за каузата, а тоа е Република Македонија.